civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Здраво на сите, добар ден. Јас би сакал да поставам прашање до премиерот, но прашањето секако дека засегнува и повеќе други ресори во владата, како што се одбрана, МВР, правда и други. Се однесува на хибридните закани, особено дезинформацијските кампањи. Тие се актуелни во целиот свет, а од неодамнешниот извештај објавен од Европскиот парламент, тоа се актуелизира и кај нас во Северна Македонија. Што премиерот и владата ќе направат во наредниот период за да им застанат на патот на дезинформацијските кампањи кои беснеат, како што гледаме, лажните вести и говорот на омразата, како и во однос на другите облици на хибридни закани против демократијата. Тоа е моето прашање. Благодарам. Добро, неколку пати имаме одговарано, сакаме заедно да работиме со вас, медиумските работници, граѓанското општество, на оваа проблематика, посебно за она што се однесува на лажните вести, присуството во медиумите генерално, електронски, пишани, информатички, односно порталите и така натаму и така натаму. Едно прашање е безбедноста и сигурноста во државата по одбранбениот и безбедносниот систем. Овде по НАТО стандардите и протоколите, веќе и меморандум, подпишавме, се работи на сајбер безбедноста и верувам дека ќе ги достигнеме многу брзо сите модерни стандарди кои што НАТО земји членките мора да ги поседуваат и заради нашата безбедност, но и заради безбедноста на земјите членки на НАТО, и едни со други и меѓусебно си ја гарантираме таа безбедност. Во делот на она кое што се дискутира барем до сега, јас очекувам малку и похрабри чекори од Сдруженијето на новинари на медиумите заради одговорноста на ширењето на лажните вести, заради тоа што лично ќе кажам од она што го добивам и како анализи, она што го читам и го следам и се информирам, дефинитивно има многу злокобни и злонамерни ширења на лажни вести кои што може да предизвикат неповторливи, непоправливи последици. Се работи за медиуми без импресум, медиуми кои што се и tekako присутни во етерот и кои што дефинитивно покрај тоа што уништуваат чест, достоинство на поединци, уништуваат институции, уништуваат стратегии на државата, шират омраза која што дефинитивно има рефлексија и одредени пречки на нашите национални стратешки цели во својата реализација. Барам помош и поддршка од медиумите и Сдруженијата на медиумите да работиме на оваа поле, да воспоставиме европски модели, да го најдеме тоа што е најдобро во Европа, во демократскиот свет, да го имплементираме овде, заради тоа што навистина е сериозна закана и за општеството, и за слободата, и за стратегијата и стратешките определби на државата, но е сериозна закана и за поединецот во нашето општество. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.